Реклами на телевизиите, радијата, весниците, порталите. Предизборно, партиите ќе потрошат 10,6 милиони евра државни пари во приватните медиуми. Неславно завршија обидите за интервенција во изборниот законник за да се укине политичкото рекламирање пред избори со пари од буџетот. Премногу средства се алоцираат во приватните медиуми, на тој начин има ризик да се влие на уредувачката политика, а преку тоа да се влие на самиот изборен процес. Во онлайн просторот, близу 250 портали се пријавија за да добијат парче од рекламниот колач за изборите. Може би ова е најмалиот дел пари, меѓутоа кога се пари на граѓаните треба да се води сметка за секој ден. Дополнително, власта и опозицијата го вратија редовното државно рекламирање во приватните медиуми. Некој ако мисли дека ние сме барале, не. Се зезнале сите заедно, затоа што ние баравме она што го бараат медиумите, телевизиите, е регулирање на пазарот. Со ваквите измени се создава легализиран финансиски механизам за подкуп на приватните медиуми. Државните субвенции за весниците пак, наместо преку програма, ќе се делат со закон. Скоро сите држави во Европска Унија ги поддржуваат весниците затоа што се загрозени од технолошкиот развој. Новинарот Гоце Трпковски од Бирн детално го прочешла списокот од 249 портали кои се пријавиле во Државната изборна комисија за да објавуваат реклами во пресрет на претседателските и парламентарните избори. Сето тоа во земја која нема ниту јасна дефиниција што е онлайн медиум. Бидејќи има лимит колку пари може да земат сајтовите, најмногу 15.000 евра од еден учесник на изборите, и затоа една фирма објавува, односно пријавува 2, 3, 5 до 9 портали на исто име за да може да зема повеќе пари, или имаме еден интересен куриозитет каде што иста фирма ги има пријавено различните јазични верзии, македонска, албанска и англиска, како различни внесови да може за сите три да зема пари. А она што дефинитивно е најголем проблем е што се уште се дозволува учество во изборите, односно исплата на сајтови кои што не се на МК домен, чие сопствеништво не е проверливо, кои што немаат импресум, значи ние не можеме да знаеме кој стои за таа редакција и така натаму. И тие може да земат пари. Веб портал што ќе земе државни пари може и да згасне по избори, а ни Државната изборна комисија нема механизам за да спречи евентуално испумпување пари. Сите решиле, како што рековме, да си ја пробаат среќата. Меѓутоа, ќе добијат само оние портали и други медиуми што ќе склучат договори подоцна со учесниците во изборниот процес. Ама може ли учесниците да направат злоупотреби во таа насока, да ги дадат средствата на веб портали кои што работат надвор од државата? Ја не верувам. Меѓутоа сега ние ги проверуваме минутите и ги уклопуваме дали давале, они или не давале. Според пресметките на ДИК, од вкупниот рекламен колач од 10,6 милиони евра за двојните избори, за порталите и 11 весници се предвидени 2,7 милиони. Кандидатите и партиите сами ќе одлучат каде сакаат да се рекламираат, но еден учесник може да потроши најмногу 15.000 евра кај еден портал. Кога завршија локалните избори, направивме исто една анализа која што покажа дека во интернет сферата има најмногу едностранно рекламирање. На еден портал само една партија се рекламира, на друг само друга партија. И тоа исто така имаше дека една фирма со 4 портали за сите 4 земала максимални суми. Немаше некој јасен критериум зошто баш таму ги дале парите партии, односно таму решиле да се плати отколку на друго место. Имаше партиски активисти кои што земале пари, така што тука се отвора голем сомнеж дека, иако ова не се големи пари кога е во прашање вкупниот буџет за рекламирање избори, меѓутоа се отвора сомнеж дека на овој начин дел пари се испомпуваат за потоа можеби да се вратат дали во партијата, дали да отидат на друго место, бидејќи инаку зошто некој би се рекламирал на сајт кој што речиси никој не го знае. Кај големите партии не помина иницијативата од работната група во Правда да се укине плаќањето на предизборните реклами од државниот буџет. Ние не велиме дека треба да се забрани кампањата, тука постои една недоумица, туку само велиме дека потребно е да се направи модел кој што ќе им даде простор на оние кандидати што се кандидираат без разлика дали за парламентарни, локални или претседателски избори. Меѓутоа, тој модел да овозможи бесплатно нивна промоција на јавниот сервис, а додека на приватните медиуми самите треба да бидат настроени кон нив,
да ги привлечат да бидат поканети и да учествуваат како говорници, како некои што ќе дадат придонес во јавниот дискурс, зошто би требало да бидат поддржани од страна на самите граѓани, наспроти од тоа да снимаат, би рекол, ефтини филмови или клипови кои што потоа ќе бидат со платени пари од граѓаните дистрибуирани од страна овие медиуми. Влеговме во нова фаза во која создаваме... По доаѓањето на власт на СДСМ во 2017 година, владата ги укина државните реклами во приватните медиуми и објави дека владите на ВМРО ДПМН од 2008 до 2015 година потрошиле 38 милиони евра буџетски пари за кампањи главно на најголемите приватни телевизии. Ги прекинавме владините реклами кои беа назначени од домашните и меѓународните фактори како извор на притисоци и контрола врз медиумите. Зоран Заев се повлече, но СДСМ се уште е на власт. Вкупно гласа 64 пратеници, сите 64 гласа за... Кон крајот на минатиот месец, собранието ги изгласа измените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ги врати државните реклами во приватните медиуми. Директорот на Канал 5, Иван Мирчевски, кој е дел од Македонската медиумска асоциација, вели дека власта сама барала враќање на државните реклами, додека на приватните телевизии приоритетно им било прашањето за пиратеријата и за регулирање на односите со кабелските оператори. Сепак, не се против да добијат државни пари. Можеме да ги гледаме малку и обратно. Не се тоа само државни пари, него тоа се наши пари, колку што се на држава, толку се и мои, твои. И сега самите кога видеа дека имаат потреба од овие реклами, така наречени државни реклами, самите инсистираат да бидат ставени. И тука немаме никаков проблем. Тие се како секој огласувач на Канал 5. Сакаш да ти се имитува твојата кампања реклама, ќе си платиш за тоа. Со тоа што нашата држава, влада, морам да признам, воспостави сериозни критериуми за начинот на поделба и дисперзија, дистрибуција на тие средства. Мирчевски тврди дека вакво рекламирање постои во мнозинството земји членки на Европската унија. Тој оди и чекор понатаму, па вели дека со државните кампањи, на пример, би се спасиле повеќе животи во ковид пандемијата. И зар не мислиш дека можеби со тие кампањи носете маска, држете дистанце, мијте ги рацете, вакцинирете се особено, можеби од тие 9300 кои што за жал наши сограѓани починаа како последица на ковид, можеби еден човек немаше да се спаси. Јас ке бев пресреќен доколку еден се спасеше, но тоа не ни беше овозможено токму поради тие ЗНМ, тие луѓе кои што еве денеска исто така се бунат за измените за враќањето на така наречените државни кампањи во медиумите. Министерот за здравство секој ден на пресконференција за истото. Една работа е да го имаш министерот за здравство, друга работа е да имаш кампања. Види, ако тоа е така како што ти викаш дека сме го имали, зошто тогаш 23 земји од 27 европски членки ги има државните? Зар мислиш дека им се лепрозни во главата? Мислиш дека се удрени во главата? Не. Сватиле дека најдобриот начин за комуникација со јавност кога сакаат да пласираат, па еве не е само ковидот. Замисли ние од 2021 да почнавме да имитуваме кампања луѓе внимавајте, минувајте ги личните документи. Зошто да не? Но морате да им се заблагодарите на ЗНМ и другите здруженија заедно со дел од апаратчикот на оваа сегашна номенклатура владеачка, кој што работеше упорно тоа да не се случи. За државните реклами на приватните радиодифузери, телевизии и радија, државата ќе троши 0,1% од приходите од даноци во буџетот, а владата ќе спроведе најмалку една кампања годишно. Ако се земе предвид буџетот за 2022, тоа значи дека за лани медиумите би добиле 2,3 милиони евра. А годишните сметки покажуваат дека тие не работат непрофитабилно. Со ваквите измени се создава легализиран финансиски механизам за подкуп на приватните медиуми. Наместо парите се трошат за продукција на програми, на содржини и за поддршка на независно новинарство, сега ќе се трошат за пораки, за така наречени кампањи од јавен интерес, пораки кои одговараат на централната и на локалната власт. А во самиот предлог нема никакво образложение за тоа зошто е тоа од јавен интерес и кои би биле придобивките на граѓаните, освен тоа што се вели дека ќе се постигне правна сигурност во поглед на државното рекламирање и дека ќе се подигнува јавната свест. Ништо не знаеме за тоа каков вид пораки ќе се шират, какви кампањи, како ќе се дефинираат тие кампањи. Се разбира, стои и дека
некакво адхок тело при собранието, односно пак политичарите ќе одлучуваат што е тоа кампања од јавен интерес. Трпевска беше дел од групата експерти кои работеа на сеопфатни медиумски реформи и изработија решенија за измени на законите за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за медиуми кои не биле земени предвид. Таа појаснува дека државните кампањи се различни од јавните. Ако станува збор за јавни кампањи, ние тоа го кажавме во првото формално мислење, тогаш тие треба да одат бесплатно, а не со државни пари. И медиумите, кога станува збор за ситуации каква што беше епидемијата со COVID или други вонредни ситуации, медиумите треба бесплатно да ги поддржат тие јавни кампањи. Овде не станува збор за јавни кампањи и дефиницијата што е внатре во законот сега, значи се однесува на државното рекламирање. Значи, тука има голема конфузија во однос на тоа што е тоа државно рекламирање и што се јавни кампањи. Ние, впрочем, ќе следиме и ќе видиме што ќе се случува. Весниците пак со години добиваат државни субвенции за печатење и дистрибуција. Според податоците од владата, годинава за трошоците од лани, вкупно 5 весници добиле речиси 10 милиони денари или 160.000 евра. Но ако се погледнат завршните сметки на весниците, ќе се види дека нема загубари и дека добивките им се движат од 6 до 360.000 евра годишно. Зависи кога се зимат тие податоци, за која година. Тоа не е пракса која постои 17 години. Земете ги претходниве години, тоа не е случај. Значи, и не може да се земе само еден медиум како репер за тоа, треба да се земат сите. Има многу околности кои што кажуваат дека таа ситуација е општа во земите на цела Европа. Значи, не сме ние по тоа исклучок. И тоа не мора да значи дека секоја компанија која што прима некоја субвенција од државата е во негативен биланс. Земете ги вие во нашата држава, имате и компании кои што се најпрофитабилни, кои што зимат финансиска помош од државата во различни области. Сега, со интервенција во Законот за медиуми, субвенциите за весниците добиваат трајно решение, па наместо секоја година да аплицираат на програми за поддршка, добиваат механизам чие спроведување нема да зависи од волјата на владеачка гарнитура, која и да е. Но експертите повторно укажуваат на нетранспарентен процес. Јас не мислам дека е проблем тоа што се внесуваат одредби во Законот за медиуми, затоа што субвенциите до сега повеќе години наназад се делеа врз основа на програма за поддршка на владата на печатените медиуми. Иако и тој документ е легитимен и секоја година се одредуваше колку средства од буџетот би се одвоиле за печатените медиуми, подобро решение е да бидат таквите субвенции да бидат ставени во законски одредби, меѓутоа имам проблем со начинот на кој што тоа се прави, со постапката. Значи, сум против носење на закони на парче, адхок, на нетранспарентен начин и без јавна расправа. Никој од нас не знае, и јас не сум информирана, кое е образложението сега, зошто се прави тоа токму сега, зошто се прави само за овие одредби, а не и за другите и tekako важни прашања што треба да се регулираат со Законот за медиуми. Меѓу другото, изумив да го спомнам, и прашањето на заштита на работничките права на новинарите. На прагот на двојните избори, очигледна е намерата на политичарите да си обезбедат релаксирани односи со медиуми. Цехот ќе го платат граѓаните. Со овие последни измени кои што не се случија за изборниот закон и со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, сметаме дека се оддалечуваме од добрите практики на ЕУ и на еден начин немиромно ќе биде кога ќе биде од една страна и укажано во наредните извештаи кои што ја следат слободата на медиумите во оваа земја и правата за слободно изразување. Значи, Македонија, за жал, цениме дека оваа добра позиција што сега има, 38 место од 180 на Репортери без граници, ќе ја изгуби во наредната година, бидејќи политиките кои што се носат во овој сектор, пред се во квалитетот на регулативата, бележат регрес.